Вечерва и утре река од граѓани ќе се слева кон манастирот Свети Димитрија. Православните верници ќе го чествуваат источен петок Балаклија. Нивото на Вардар е се повисоко. Надлежните велат нема место за паника. Земјоделците стравуваат да не се повтори ланската година, кога реката се излеа во Речани и Шорка. Ќе се изградат ли конечно двата тениски терени во Велес? Градежните зафати се веќе започнати. Православните верници вечерва ќе го слават доаѓањето на источен петок Балаклија. Со овој празник, посветен на Пресвета Богородица, и се оддава признание на Мајката Божја, поради тоа што непосредно по Великден нема друг празник поврзан со нејзиното име. Поради тоа што Богородица му ги мијала раните на Исус, на овој ден луѓето ги посетуваат изворите, ги мијат лицето и очите или 3 пати преку себе префрлаат вода од изворите. Во Цариградската црква, која што била на разрушување, се случило едно големо чудо кога Мајката Божја во вид на фонтаната, значи во вид на јавување, се јавила над фонтаната која што била во црквата и всушност од таа вода лековита и изворот на таа фонтана всушност е и настанот кој што го чествуваме, односно источник. Источник на словенски значи извор, изворот на водите, всушност денес чествуваме и празник на водите. Источен петок Балаклија во Велес се одбележува во манастирот Свети Димитри, уште од попладне велешани го посетуваа храмот. Најмногу посетители доаѓаат во вечерните часови. Каков е редот кога идат посетителите? Сипалат цвеќи, на малите деца им даваме јајца, парички си оставаат на иконата, тоа. Па ето така за здравие, за среќа, јас сум физерница, имам моја и така, за муштерија, за работа, за здравие. Секогаш идам. И многу го сакам, Свети Димитри. Затоа што верувам во Господ и во сите светци. И на сите празници одам и палам свеќа, иако си имам таксано, си носам зетен. За здравие на сите. Од Повардарската епархија велат дека многумина грешат мислејќи дека одењето во манастирот е во чест на светиот великомаченик Димитри. Всушност, низ историјата наназад, овој наш свет манастир бил посветен токму на Мајката Божја. Всушност, тоа можеме да го видиме и над влезната врата на централната икона, која што всушност до пола е представена Мајката Божја, од пола надолу светиот великомаченик Димитри. Знаеме дека за време турско манастирот бил закопан под земја и со видењето кое што го имал Хаджи Косте, зографот и фотографот, кој што бил прв дури и неколку години пред браќата Манаки, значи во Велес имало и фотографија и зограф, значи Хаджи Косте, кој што го открил манастирот и од тогаш понатаму го посветил на светиот великомаченик Димитри. Во чест на празникот во манастирот Свети Димитри вечерна богослужба ќе одржи владиката Агат Ангел. Утре пак наутро овде ќе се служи златоустова литургија. Од ден на ден нивото на Вардар е се повисоко. Топлото време, врнежите од дожд и топењето на снегот се причината во речното корито да има се повеќе вода. Во последнава недела нивото на најголемата река е зголемено за повеќе од половина метар. Можно ли е да ни се повтори минатата година, кога Вардар се излеа и поплави дел од Речани и Шорка, при што беа предизвикани значителни штети како на градинарските култури, така на посевите и објектите. Надлежните засега смируваат, опасност од поплави нема, состојбата се следи секојдневно, мерки се прават на неколку локации и засега се е според нормалата. Секоја година во овој период нивото на реките е зголемено, затоа што сливното подрачје е најголемо.
сепак не ја исклучуваат можноста за нешто повеќе, затоа што на планините се уште има многу снег, кој во комбинација со јужен ветар може нагло да се стопи и да предизвика поплави. Во негативна конотација, засега и временската прогноза, метеоролозите најавуваат врнежливо време во наредните денови. Освен Вардар, доста високо е нивото на водата и во езерото Младост. Изворите на Рудничка и Отовичка река годинава се полни и тие донесоа доста вода. Директорката на основното училиште Васил Главинов, во кое учат четворицата браќа од Велешкото село Сълп, ги отфрли изјавите на нивниот татко дека институциите не се грижат за нив. Таа вели дека за децата прават се што е во нивна надлежност, да ги згрижат додека се не настава и да ги добијат сите потребни услови како и останатите деца. Оброкот што го добивале на училиште, вели таа, децата го одбивале, со образложение дека не им се допаѓал и дека не им стасувал. На нивните родители им било понудено децата да бидат сместени во интернат, но тие одбиле. Градоначалникот им понудил да живеат во градот под кирија, но и тоа го одбиле. Како училиште правиме се, секогаш се на прво место и не е добро кога некој ќе каже дека ете учат таму децата, а луѓето остануваат неми, глуви и слепи, да речеме, за нивната судбина. Значи, не е така. Тие се секогаш овдека згрижени и дадено им е се што бараат. Што се однесува за патот, се обратија до општината, исто и ние како училиште, меѓутоа им беше дадено, патот им беше плаќан, се бараше од родителот да ги донесе картите, затоа што, мислам, и општината и ние како училиште немаме таков буџет за да ги оправдаме тие пари кои што вели таткото дека е 3000 денари за децата треба да се плати за патот. Директорката вели дека децата покажуваат слаби резултати на училиште, но и тоа го толерирале, знаејќи во какви услови живеат тие. Апелираше до сите добронамерни луѓе да им помогнат на Филип, Спасе, Александар и Никола. Велес конечно ќе добие тениски терени. Долго најавуваниот и очекуван проект за изградба на 2 игралишта во градскиот парк започна да се реализира. Работници на Делтапром, фирмата изведувач, се на лице место и започнаа со работа. Во моментов се прават темели, потоа ќе се тампонира, за на крај да се постави подлогата. Ако се помине според планот, набрзо градот ќе ги добие првите стандардизирани тениски терени, ќе бидат со тврда подлога, мешавина од бетон, гума и уште неколку материјали. Вака денеска изгледа локацијата каде се гради теренот за тенис до помошното фудбалско игралиште. Од општината добивме потврда дека нивната задача е одамна завршена. Местото предвидено за изградба на терените е изравнето со нивелација од 5%, изготвен е геодетски елаборат и испратен до Агенцијата за млади и спорт, кои финансиски ќе го поддржат проектот. Со изградбата на тениските терени ќе се финализира целиот спортски комплекс во градскиот парк. Овде на мал простор граѓаните ќе може да играат тенис, голем и мал фудбал, одбојка на песок и сите содржани во спортската сала Гемиџи. Сите активности во овој спорт, кој е се популарен посебно кај младите, досега се изведуваа на адаптираното тениско игралиште во градскиот парк, попознато како ракометното. На овој начин, тенисерите конечно ќе имаат основни услови за работа, тренинг и одигрување на надпревари. Од кога ќе се изградат, дополнително ќе се реши кој ќе стопанисува со терените, дали тоа ќе биде тенискиот клуб Борец или јавното претпријатие Парк Спорт.